Броените за подготовки денови кај македонските прволигаши се прорече и ги вршат последните проверки и тестирања за пролетниот дел од сезоната. На програмата ќе бидат нови 18 кола во кои ќе се бијат решавачки битки за шампионската титула, за излез во европските купови, а некои најтешката битка за опстанок. Меѓу тие екипи се наоѓа и Брегалница, која во есенскиот дел имаше учинок од само една победа и тоа против Шкупи, 8 нерешени средби и дури 9 порази. Со 11 собрани бодови и од последното 10-то место на табелата, Брегалница ќе атакува кон најблиските соседи Македонија Ѓорче Петров и Победа, кој има по 15, и Шкупи, кој има 16 бодови, со цел да ги пресукне и да избегне опасната зона. Тоа ќе биде може тешко и макотрпно, но топката е тркалеста и во македонскиот фудбал се е можно. Брегалница имаше успешни подготовки кои се трасира и преку неколку пријателски контролни средби со цел уигрување на тимот, увид во квалитетот и во формата на сите играчи. И токму во самиот финиш на истите започаа првите малери. Дојде до повреда на Темелков и на Јовановски, ако се има во предвид дека надвор од стројот се и Нацев и Митров, за Брегалница ова се малерозни сигнали. Играчкиот список е долг и ова е можност до израд да дојдат квалитетите на некои други играчи кои ќе го понесат товарот и успешно ќе ги заменат повредените соиграчи. Брегалница во сабот 11 февруари ќе има генералната проба пред почетокот на пролетниот дел, кога на градскиот стадион во Штип со почеток во 14 часот ќе се сретнат со српскиот прволигаш Земун. Инако почетокот на првенството во пролетниот дел ќе се случи на 19 февруари и во тоа 19-то коло на првата македонска фудбалска лига на градскиот стадион во Штип, Брегалница ќе се сретне со екипата на Тетовска Ренова.